Почитувани дами и господа, почитувани медиуми, почитувана јавност. Светот и меѓународната заедница мора конечно јавно да обележат Република Македонија како држава во која што наместо владење на правото имаме владење на каприците на недозреаната и несовесна политичка елита. Како поинаку да се објасни кога и председателот на државата е ставен во функција на дневна политика, каде е принуден да ги задоволува болните суети на некои лидери на одредени политички партии, и истиот се става во улога на заобиколувач и прекршител на Уставот, уредбата со законска сила за течење на роковите од изборите и одлуката на Уставниот суд. Во ниту една држава во светот уставните празнини и недоречености како што ги има во нашиот не се ставаат во функција на задоволување на суетите и каприците на лидерите на политичките партии, туку се внимава истите да не бидат на штета на граѓаните, на штета на економијата, едноставно да не бидат на штета на иднината на граѓаните на Република Македонија. Вчера лидерите Мицковски и Заев јавно ја погазија функцијата председател на државата и од Пендаровски направија извршител на нивните каприциозни и незрели желби, замисли и идеи. Коалицијата Никоја Северна Само Македонија бара од Пендаровски јавно да ја објасни на нацијата што тоа се случи за овие неколку дена, за да тој повторно прогласи вонредна состојба, за која само до пред 3 дена тврдеше дека нема никаква основа истата да ја продолжи. За нас е срамно образложението на синоќешната нова одлука за прогласување на вонредна состојба во која што се вели дека целта е да се обезбеди непречена подготовка на изборите. Во таа ситуација ние прашуваме што правеше ДИК и останатите институции во овие 90 на дена и зошто истите не ги подготвуваа досега. Втората причина е фактот дека тој се повикува дека одлуката е донесена ради спроведување на мерки за заштита на јавното здравје на граѓаните за време на изборниот процес. Уште една безсрамна манипулација од негова страна, бидејќи ќе го подсетиме дека тој само пред 3 дена не сакаше да ги види истите тие причини на кои што укажувавме ние, а на кои што тој наводно се повикува дека треба да имаме заштита на јавното здравје на граѓаните. Само да подсетиме дека тој е должен да објасни што е тоа што за 10 дена ќе се смени или пак ќе се превземе, за да не биде загрозено здравјето при гласањето, како на избирачите, така и на членовите на избирачките одбори, бидејќи до пред само некој ден, кога не ја продолжи воената состојба, јасно кажа дека не постојат теоретски шанси и можности да биде загрозено здравјето на граѓаните и здравјето на членовите на избирачките одбори. Посебно сакаме да напоменеме дека тој, а и јавноста, мора да знае дека никаде во светот, во ниту едно право, основ за прогласување на воена состојба не може да биде потребата да се задоволи суетата и личната замисла на лидер на опозициона партија, колку и да таа и да била голема, или пак истата да биде во функција на корекција на незрелите и од рака исфрлени предлози за датум на изборите од страна на лидерот на позицијата. Коалицијата Никоја Северна Само Македонија подсетува јавноста дека Пендаровски досега на 3 пати прогласи прво неправна и второ вонредна состојба без никаква уставна основа, за која новиот состав на Собранието на Република Македонија по изборите мора сериозно и приоритетно да расправа и да одлучува веднаш по конститутивната седница на новиот состав на Собранието. За свесното погазување и заобиколување на Уставот, уредбите и останатите прописи, како за штетите, пропустите, криминалот и обструкциите кои што беа направени за време на оваа вонредна состојба, некој конечно ќе мора да сноси одговорност по изборите. Доста беа импровизации на дневна основа. Ние сакаме достоинствен извршител на функцијата председател на државата, а не потатко, односно очув на нацијата и граѓаните, кој ќе се грижи само неговото кајче мирно да плови покрај фрегатите на така наречените големи политички партии. Доколку Република Македонија беше нормална држава, ние денеска немаше да стоиме пред оваа институција овде, која што се нарекува Уставен суд,
бидејќи во една нормална и демократска и правна држава, доследно ќе беа почитувани уставот и законите, а не желбите и каприците на лидерите. Значи, токму поради тоа сметаме дека Уставниот суд по службена должност денеска ќе мора да реагира, уште денеска, значи експресно да реагира и да покрене постапка за оценување на уставноста на новата прогласена воредна состојба, меѓутоа истовремено и да поведе постапка за одговорност на председателот Пендаровски, кој наместо во улога и во функција на нацијата и почитувач на уставот, свесно се постави во улога на безпоговорен извршител на дневната и каприциозна политика на лидерите на двете политички партии. Ако и од Пендаровски, многу е и доста е. И прагматичноста мора да има свој крај, односно мора да има своји граници. Многу почесно ќе беше образложението да ја опише вистинската состојба и причини. И тога сите ние ќе разберевме. Меѓутоа сега сите знаеме дека и Пендаровски и лидерите на двете големи поднаводници големи политички партии се едно те исто. Сите бесрамно манипулираат и се играат со судбината и иднината на државата. Сите се поигруваат со уставот, со законите и со прописите. Благодарам. Прашање ако имаш? Сигурно дека датум ќе најприфатлив ќе беше оној кој што произлегуваше согласно роковите со распишаното решение. Значи, онолку дена колку што останува по прекинување на воредната состојба, ќе требаше да се продолжат да течат роковите и да биде закажано во тој период кога ќе истечеше точно 60 дена од денот на распишувањето на изборите. Бидејќи тие беа само прекинати, во моментот се со цел кога ќе заврши состојбата да продолжат тие рокови. Впрочем, тоа го е потврдено и со уредбата на владата на Република Македонија, меѓутоа и со одлука на Уставниот суд на Република Македонија, овој суд тука позади. Што очекувам? Второто прашање беше? Па сигурно дека не очекувам чиста кампања. Очигледно е дека овие две политички партии меѓусебно ќе се обидуваат постојано и по кој знае кој пат да го изманипулираат сопственото членство, сопствените граѓани, членови и симпатизери, повторно за нивната да гласаат повторно за нивната манипулативна политика. Сите сме свесни за времето на владењето и на едните и на другите дека се што кажаа се излажаа, се што ветија ништо не исполнија. Оттаму конечно мислам дека е дојде на време да граѓаните ги казнат овие два гробари на иднината на Република Македонија.